Ова е тимот кој успева. Ова е народ. Ова е тимот кој не подклекнува и не ја витка кичмата. Секогаш било така и ќе биде додека ви имаме вас и додека вие не имате нас. Се додека функционираме како тим. Тим Македонија. Гордо и достоинствено. Државата пред се. Има ли зборови што подобро го опишуваат председателот Иванов? Има ли слоган што подобро ќе ја отслика неговата филозофија и начинот на неговото работење во изминативе 5 години? Изминатиот период со председателот Иванов имавме многу искушенија низ кои поминавме заедно. Се соочивме со многу ризици, но секогаш работевме како тим. Можам да кажам дека буквално во секој момент, секој ден, председателот Иванов се однесуваше како вистински врховен командант на армијата на Република Македонија. Храбро и безкомпромисно. Секогаш храбро кога е во прашање Македонија. Тоа е нашиот председател. Безбедноста на граѓаните и заштитата на територијалниот интегритет и суверенитет на Македонија за него беа и остануваат приоритет. Почитувани пријатели, кого го имаме на другата страна? Го имаме човекот што му беше десна рака на Црвенковски при носењето на најкатастрофалните одлуки за Македонија. Човекот кој го советуваше за катастрофалната територијална поделба и човекот кој му кажуваше дека треба да се калкулира во сите кризи, дека треба да се толерираат сите безбедносни закани врз Република Македонија, како што заедно ја толерираа Кондовската група. Тој не може да биде ниту мој, ниту ваш председател. Деновиве слушам на телевизијата Алсат советниците на Црвенковски од албанскиот блок велат дека не било исклучено албанците, односно ДУИ, во вториот круг да го поддржат Пендаровски. Па тоа не е нешто ново. Овде во Куманово лани ДУИ го поддржа градоначалникот сегашен на Куманово и така ја доби победата. Нему очајно му треба поддршка, но знам дека ниту тој, ниту лидерите на неговата партија немаат образ да излезат и да се соочат со вас и да ја побараат поддршката и да ве погледнат во очи вака како што ние излегуваме пред вас. Но ајде да му порачаме сите заедно одовде од Куманово, дека помина времето кога преку пазарење со државните интереси, без да бидете вие прашани, без да биде народот прашан, некој можеше да се дограби и да ја узурпира функцијата председател и да носи одлуки во името на сите нас. Почитувани присутни, навистина е гордост да се биде дел од тимот кој секогаш ја имаше поддршката од председателот Иванов. Јас сум посебно горда што како министар за внатрешни работи ја извршувам функцијата токму во една влада каде што премиер е Никола Груевски во времето кога председател е Ѓорги Иванов.